Почитувана јавност, почитувани колеги, колешке, кога ве слушам како вака ги браните партиските политики, стравувам за партиската позиција на еден колега пратеник кој што воедно е портпарол на СДСМ. Верувам дека ако ќе ве проследат од партијата како го браните тоа, веројатно ќе му го земете местото, па не внимавате што кажувате и се доведувам вака до прашање сам себе се да се запрашам во кој свет вие живеете, кога ги кажувате тие работи, не само во која држава, туку во кој свет, зашто веројатно живееме во два паралелни света, а не во иста држава. Не му одговоривте на колегата, сега се укинува предметот историја или не се укинува? Сега кажете му на човекот, ве праша дали се укинува или не. Еве, пак ќе ви кажам едниот исти аргумент. Сега да се отвори еден од агрегаторите на вести во оваа држава, насловите кога ги прочитате, директно ќе се соочите со онаа реалност која што вие од преска сакате да ја искривите. Ете, прв од место викате дека не е укинат, прв наслов е МОН најавува историјата заминува во историја. Вистина е или не е вистина? Да или не? Понатака имате наслов Пендаровски состав не ни треба членство во ЕУ без идентитетот. Истиот човек е овој претедна година или не е? Се сеќавате што кажуваше овој човек? До кога со вакви политики? Понатак видете, потврдени се заклучоците за проширувањето со промените што ги бараше Софија. Има вето или нема вето? Одговорете му на народов. Еве за образование зборувавте. Кажете го прво од ова со историја, со еден обичен предмет, па понатака можеме да се префрлиме и на инвестициите. Ке зборуваме и за автопат и за сите други работи што ви кажувавте. Еве вие сте од туристичко место. Кажувате ве победуваат 6 пати поред. Кој победи на последниве избори во Охрид? Кажете. Станете и кажете, да, тој и тој победи. Еве вие сте од таму. Зошто не поддржавте ниту еден амандман за туризам? 55.000 ваучери останаа неискористени. Сте прашале таму покрај крабрежето како опстојуваат тие хотелиери и туристички работници? Не сте прашале, затоа го зборуваат тоа што го зборуваат. Треба малку да се биде ревностен и да се внимава што ќе се каже. Не денеска да кажеме едно, за половина час друго. Тоа така не бива.